Жал ми е што народски да кажам, тебе ти паднало парето да го браниш ова законско решение и може би треба да си го поставиш прашањето и сама да си го дадеш одговорот зошто друг колега од Социјалдемократскиот сојуз, односно твојата партија, не се јави да го брани ова предлог законско решение. Затоа што ти, почитувана Кети, ќе бидеш истата која што најверојатно ќе бидеш посочена да го браниш, односно да ја браниш оваа влада и неуспешните политики во однос на ова предпријатие и сите инвестиции, странски капитални инвестиции пред прилепчани за неколку месеци само. Се надевам дека ќе ми ги памтиш зборовите и ќе се потсетиш што сум сакала да ти кажам. Во вашето излагање изнесовте голем број обвинувања, меѓутоа заради тоа што сум пратеник од ВМРО ДПМН кој што долги години се залагаше за решавање на проблемот со Еврокомпозит, сакам да ви кажам дека или имате неточни информации, или сте решиле и вие како и вашите колеги да изнесувате лаги. Проблемот со Еврокомпозит е тежок. Години се обидувавме и идеја, јас тоа му го кажав и на премиерот Заев овдека на 2-3 пати на пратенички прашања. На неколку пати идеја странски инвеститори. Меѓутоа, гледајте го проблемот колку е тежок со оваа компанија, за жал не се реши странски инвеститор да инвестира. Во февруар месец му поставив на премиерот пратеничко прашање тука и тој ми рече дека до крајот на месец ќе има нов инвеститор во Еврокомпозит. Помина и февруар, во март повторно го поставив истото прашање. Не пратеничке, до крајот на април ќе има. И април помина, нема странски инвеститор. Добро е што се бара некакво решение на проблемот, меѓутоа немојте со изнесување на лаги. Проблемот со Еврокомпозит е далеку од решавање. И сега во одговорот немојте мене, најдобро на вице-премиерот Андјушев кој што ветуваше, еве викаше например до 30 септември ќе биде готов пакетот технолошки вишок во Еврокомпозит. Ова изјава да даде на 24 септември 2018 година. Почитувана колешке, тој пакет од технолошки вишок, ако ја немате информацијата, се уште не е исплатен. Се уште луѓето ги немаат земено парите, кои што потпишаат дека се заменуваат со технолошки вишок. Така да има голем број неодговорени и тешки прашања кои што остануваат. Добро е да се решава дел по дел, иако, да бидам искрена, јас ќе го поддржам ова законско решение, меѓутоа апсолутно не верувам во вашите политики, бидејќи се до сега што сте започнале се покажало дека е лага, а посакувам да е вистина и посакувам, не е важно дали ВМРО ДПМН или СДСМ е начело на државата, посакувам со Еврокомпозит да се реши проблемот и голготата која што имаат вработените, конечно да им престане. Благодарам.